Благодаря. Почитувам председателя, процедуралното го барам за да направам забележка за начинот на водењето на комисијата од ваша страна и уште од самиот почеток да констатирам она што го кажа заменик координаторката на почетокот на своето процедурално, дека менаџментот на собранието нема капацитет и не знае како да го раководи собранието. Класичен пример за тоа сте денеска вие. И ќе се повикам председателе на собраниска пракса, флоскула која што често пати се употребува од оваа говорница и особено од председателот на собранието. Имено, ако денеска не сте во овие собраниски клупи и горе во галерија новинар, нема да знаете на која комисија се наоѓате, што се расправа и што впрочем говорат пратениците. 14 часот е, вие веднаш, како седнавте на председавачкото столче, многу необично, невообичаено за било кое законско решение, започнавте со амандманска расправа, па имаше недоразбирање и се уште има недоразбирање помеѓу власта, опозицијата и владата за, замислете, само 3 амандмани или 4, кои што не ги добиле. Ако започневте на начин на кој што требаше да започнете и да се отвори претрес, односно поверениците на владата да излезат на оваа говорница и да го образложат законското решение, и јас еве ќе прашам, зошто се тука медиумите? Зошто има толкова заинтересираност од страна на пратениците? Многу едноставно. Овој закон има голем јавен интерес и сега вие што направивте? Во 14 часот голем дел од медиумите си заминаа. Знаете која ќе биде првата вест? Се уште законот не е донесен или не можат да се усогласат, иако и двете страни имаат овај компромис, консензус за негово усвојување. Тоа, председателе, го направивте вие. Ова хаотично однесување во собранието и моментално на Комисијата за труд и социјална политика го направивте исклучиво вие. Вие требаше да започнете со тоа што ќе повикавте еден од представниците, другиот си замина. Двајца представници се. Беа тука за волја на вистината и двајцата до пред малку. Беа тука сите новинари. Нормално, јавноста очекува усвојување или не усвојување на ова законско решение. Да биде иронијата поголема, го гледаме премиерот Ковачевски кој што веќе на велико посетува фабрики и вели 18.000 денари минимална плата, нели пиарот работи на владата. Дури и од Германија луѓе се вратиле заради ова законско решение. Ама по собранието не само што не е започната расправата, туку целата собраниска пракса со години наназад, која што трае, така се прави, се повикува представникот на во случајот владата е предлагач на ова законско решение да го образложи законското решение. Може би ќе каже нешто дополнително на кое што ние во нашите дискусии, во нашата дебата ќе се повикаме, ќе демантираме, медиумите ќе пренесат. Вие тоа не го направивте. Започнавте со амандманска расправа, иако е добар преводот, кажавте, еве мене ми наредија да започнам расправа. И не знаете сега на која комисија се наоѓате. Еве да кажеме за медиумите и за јавноста, ова е Комисија за труд и социјална политика. Тема на дневен ред е законот за минимална плата.
Не можете да започнете со амандманска расправа без да кажете и без да дадете простор на предлагачот и онака како што налага собраниската пракса, која што впрочем ја употребувате како алатка секогаш кога на вас тоа ви одговара. И ако така не започнете, значи мора да се вратите од почеток, ако така не започнете, не ни останува ништо друго, освен да помислиме дека нема пари во буџетот и дека ова е само скапо платен пиар, малтретирање на јавноста, малтретирање на сите оние кои што ја чекаат оваа минимална плата и дополнително, нели, малтретирање на медиумите и јавноста. Немам друго образложение зошто не започнавте на начин на кој што треба да се започне ова дебата по едно така важен закон. И тука ќе завршам, значи да констатираме, почитувани медиуми, почитувани колеги и јавност, дека на дело се покажува некапацитетноста на менаџирањето во собранието. Дури и за закони за кои што имаме начелна, нели, согласност дека треба да поминат, се прави непотребен неред и непотребен хаос, односно немање на капацитет и знаење и умење како оваа работа да се истера од почеток до крај на начин на кој што треба да се истера. Благодарам.